Значи, благодарам на интересот. Денес имаме исклучително важен светлок. Во комората веќе подолго време ја пратиме состојбата со цената на електричната енергија и она што во изминатиот период посебно не загрижи, дека еден дел од добавувачите на електрична енергија во дигните договори со нашите компании почна да ги откажуваат договорите без сериозна причина за тоа, дури во ситуација кога договорите се на 6 месеци или година дена. Тоа беше аларм за подигање на неводата. Очигледно дека цената на електрична енергија во Европа расте со енормна брзина и мислиме дека оваа флуктуација што е сега присутна на пазарите во Европа ќе потрае веројатно во период додека не се стабилизираат пазарите. Она што е добра вест е дека цената на електрична енергија во светот не, освен во Европа, не е толку висока и дека на некои дури блиски берзи на европската цените уште се држат во рамките на она што беше проектирана вредност за оваа година. Меѓу другото, ќе говориме малку повеќе за тоа што од кај нас во комората беше сигнализирано дека ни смета тоа што во пазарот на продажба на електричната енергија се појавуваат играчи кои не се на нивото на преземените обврски. Имаат подпишано договори, се публикуваат, дури не сме ни сигурни дали не покушаваат да бидат екстра профит, со оглед на тоа дека ако ги набавени количините на електрична енергија, тогаш сега на овој начин со прекрасувањето на договорите, договарувањето на повисоки цени, барат да се голема профит. За нас беше важно да отвориме диалог со представниците на производителите, регулаторот, да можеме да имаме перманентно отворена комуникација, зашто овој процес се види дека ќе трае во наредните месеци. Искрено, ова ситуација со недефинирани или да кажеме слободни продавци на електрична енергија помалку ни смета и ќе побарав од регулаторот да ги дефинира листата на оние компании кои реално се во состојба да го испорачат она што го дефинираат и дури идеме понатаму да во периодот што следува да се изнајде можност да се воведе дури некаков си гарантен фонд по принципот на гарантен фонд за осигурување на штедачите во банките, со кој овој тип на ситуации би биле премални. Значи, оној што сака да учествува во пазарот на електрична енергија, треба да учествува и во тој гарантен фонд, од кој би се обештетувале штетите кои се направени од прекинувањето на договорите. Сега би дал малку збор на регулаторот, па производителите да видат што е оние решенија што можеме да ги очекуваме. Да. Како што кажа господинот Пешев, имавме исклучително успешен состанок. Регулаторната комисија за енергетика и во наредниот период кој што следува ќе врши значителен мониторинг на сите снабдувачи со електрична енергија со цел да прави притисок врз нив да ги исполнуваат договорните обврски во однос на испораката на електрична енергија и во однос на цените на потрошувачите со електрична енергија. Уште еднаш ги повикувам сите снабдувачи со електрична енергија да се однесуваат коректно кон потрошувачите и да не им предизвикуваат дополнителни проблеми во овој кризен период. Апсолутно ја поддржуваме идејата која што произлезе од овој состанок за заострување на критериумите за издавање на лиценци за снабдување со електрична енергија. Исто така ќе разработиме во соработка со соодветното министерство, бидејќи за тоа треба промена на законот за енергетика, да се воведе тој така наречен гарантен фонд со цел во овакви кризни, во исклучителни ситуации, штетите кои што ги претрпуваат потрошувачите од своите снабдувачи да бидат покриени од тој гарантен фонд. Акционерското друштво ЕСМ стабилно го држи своето производство на електрична енергија и ги исполнува договорните обврски со универзалниот снабдувач Еванакол, со колку имаме договор за до крајот на годината да испорачаме 100% задоволување на потребите на граѓаните. Тоа ќе значи и сигурно снабдување, но и заштита на цената на електричната енергија кон домакинствата и малите потрошувачи. Ние будно ја следиме берзата на електрична енергија, кој што во изминатите неколку месеци се движи драстично нагоре, дури до 3 до 4 пати повеќе од она што беше пред
неколку месеци. Тоа ќе значи дека ние како државна компанија со поддршка и поттик на владата на Република Северна Македонија и премиерот Зоран Заев да изнајдеме начин како да во овој случај помогнеме на стопанството, на стопанските субјекти, но и на институциите од власта, кои што во овој период се снабдуваат со електрична енергија на слободниот пазар, кој што слободен пазар има голема флуктуација на цените. Она што го подготвуваме и веќе го правиме како први чекори, тоа е дека имаме објавено меѓународен повик за набавка на јаглен, основен ресурс за производство на електрична енергија, за дополнително да вклучиме уште еден блок во РЕК Битола и да продолжи континуирано производството на електрична енергија од РЕК Осломе. Овие дополнителни количини на електрична енергија ќе ги понудиме до стопанските субјекти во државата по цени кои што ќе бидат берзански или околу цената на берзата, со тоа да постигнеме пониски цени за стопанските субјекти, меѓутоа при тоа и нашата компанија да оствари дополнителен приход кој што не треба да биде многу голем колку што го имаат сега во овој период трговците или оние кои што се слободни на пазарот. Со овој поттик сакаме да помогнеме на стопанството да имат пониска цена на електрична енергија, да го задржат производството или цените кои што ги имат кон нивните договорни органи, а при тоа и државата да излезе во пресет на стопанските субјекти или компанијата да оствари дополнителен профит односно на државата. Ќе го зголемиме и бруто домашниот производ, ќе ги поттикнеме и нашите домашни компании да се вклучат во овој процес на набавка и продажба на јаглен и енергија, а тоа ќе значи и стабилност на електроенергетскиот систем во државата, за кој што секако ние како најголема државна компанија за производство на електрична енергија треба да бидеме стабилизатори на цената, но и на електроенергетскиот систем во државата. Кога треба да заврши тендерот, односно набавката на интервенцијниот јаглен, да биде ставени во функција третиот лот на РЕК и теплофони? Во текот на наредната недела ќе заврши јавниот повик, потоа ќе ги евалуираме понудите кои што ќе стигнат до нас и негде до 20-25 октомври очекуваме да подпишеме договори со економски оператори кои што ќе снабдуваат јаглен за РЕК Битола и за РЕК Осломе. Во текот на ноември месец треба да почне првата испорака на количини, а планот за производство на дополнителна електрична енергија е да почне во декември, јануари, февруари, март и до средината на април следната година, кога изванично завршува грејната сезона 2021-2022 година. Ова значи дека компаниите и натаму имаат високи сметки за струја? Во текот на ноември месец треба да се издржи овој ценовен шок или удар кон стопанството, меѓутоа ние може да влеземе најбрзо што може да влеземе да интервенираме производство на енергија во текот на декември месец и мислам дека тоа е огромна поддршка и помош и од нашата компанија, но и од владата, која што во овој момент сериозно стои позади нас и со финансиски средства и со поддршка за логистичка и организациона поставеност на компанијата. Кој инфлативно беше да се набавува да се копа? Ние максимално го копаме јагленот кој што го имаме како ресурс во РЕК Битола и согласно планот кој што го имаме за 2021-2022 година, количините на јаглен кои што се по собствен ресурс 100% ќе го задоволат производството на електрична енергија за Евана Кол. Дополнителните овие вишоци на електрична енергија кои што се во овој момент потребни, единствено и ургентно можеме да ги обезбедиме само со интервентен увоз на јаглен кој што најбрзо може да дојде од регионот, односно нашето блиско соседство. Иначе, уште еднаш да потенцирам, набавката на јаглен и производството на ваква енергија ќе биде далеку поевтино за стопанството и за институциите, отколку исто таа енергија да се увезува и во периодот од декември до април месец. Веднаш и мора да направиме интервентен увоз на јаглен, да произведеме ова енергија, да го стабилизираме стопанството и институциите на власт.